Добро вечер, вести во 18 часот во НИВ ќе гледате. Ако сме во Европската Унија и без право на глас, Бугарија веќе нема да може да не блокира, смета премиерот Мицкоски. Ова би значило влез со многу safeguards, односно многу заштитни механизми. Филипче обвинува за анти-ЕУ кампања наместо спроведување на реформите. Автопатот Гостивар Букојчани ќе биде готов до крајот на 2029 година. Завршени се речиси 90% од експроприацијата, соопшти вице-премиерот Николовски. Ова е добро и за македонските градежни компании. Забрана за две фирми од Велешта да вршат ископ во близина на изворите за вода во Струга. Дали ќе има кривична одговорност, уште се проверува. Се подготвува нов закон за извршителите. Конфедерацијата на синдикати бара средба со Филков за нивните забелешки. Имаме примери за градски паркинг за 50-60 денари, за граѓани од Куманово ни дојде со извршно решение 17.000 денари. Наместо здрава продавале небезбедна храна. Агенцијата за храна и ветеринарство уништи над 1 тон. Станува збор за зрнести производи, премикси, локуми, урми, смокви и апетисани. Во политичките кругови во Брисел се погласно се зборува за иницијативата за така наречената прва и втора лига на земји членки, односно концепт на постепена интеграција, вели премиерот Христијан Мицкоски. И во ова сценарио тој очекува услово за уставни измени да остане, но смета дека Бугарија потоа ќе нема можности да поставува нови блокади и услови, бидејќи Македонија веќе ќе биде на масата. Лидерот на СДСМ Филипче пак смета дека власта води анти-ЕУ кампања, наместо да се посвети на реформите. Деталите ги има Ивана Стојановска. Доколку се оствари сценариото земјава да стане членка на Унијата во 2027, но без право на глас, Бугарија нема да може понатаму да условува и да става ново вето, вели премиерот Христијан Мицкоски. Ваквата идеја која веќе се разгледувала во Брисел е дел од еден поширок план поврзан со мировната интеграција на Украина и според Мицкоски предвидува заедно со Украина членки на ЕУ да станат и Македонија, Албанија и Црна Гора, но со ограничени права, односно да можат да учествуваат во работата на Советот, комисиите и телата на Унијата, но без право на глас. Условите кои ќе треба да ги исполнат се владење на правото и усогласување со надворешната политика на Унијата, а Македонија би имала и трет услов – донесување на уставните измени. Не може Бугарија да стави вето, бидејќи тогаш и формално ние ќе бидеме членка на Европската Унија. Ова би значило влез со многу safeguards, односно многу заштитни механизми, за да биде појасно. Полска, да речеме, таков сейфгард, заштитен механизам имаше во земјоделието и 20 години не користеше структурни фондови, односно почна од 24-та година. За нас ќе има и ние ќе напредуваме. Како ќе ги затвараме поглавјата, така ќе се повлекуваат тие сейфгардс. Отприлика ова е оној концепт кој што се погласно се зборува. Сега дали ќе се случи, дали ќе стане вистина, не знам. Поделба на земјите од прва и втора лига во Унијата не треба да има. Тоа не е добар пристап и може да го доведе во прашање процесот на интеграција, порача од Паневропската Унија, во чија организација денеска во Скопје се одржа конференција посветена на европската иднина на Западен Балкан, а од која премиерот Мицкоски порача дека на Македонија и се врши европски булинг за членство во Унијата. Меѓународна Паневропска Унија е упозорила да то nije dobar pristup, da je bi se na taj način i proces integracije Evrope usporio i ne samo usporio, nego doveo u pitanje. Mi ne smatramo da je dobro da postoje zemlje s različitim statusima i da se ne može kompenzirati s nekakvim regionalnim oblicima suradnje ili sa nekakvim nižim pravom određene zemlje. Svi trebaju dobiti punopravno članstvo. Не сме на ставот дека ние треба да бидеме членови на Европската Унија
во втори или во трети ешелон, како сакате тоа назначете го, но јас ова џабе го зборувам кога и другата страна, да речеме Европската унија, те досега немаат одлучено како да бидат. Значи тоа се тековни дискусии, те нема ништо официјално околу тоа. Опозицијскиот лидер Филипче упати критики до власта дека ја турка земјата во изолација. Во статус на Facebook порачува дека над 70% од граѓаните сакаат во Европската унија и дека единствениот булинг е оној кој ВМРО ДПМНЕ му го прави на македонскиот народ. Портпаролката на Европската комисија за Канал 5 вели дека не сакаат да коментираат шпекулации и дека процесот на пристапување кон ЕУ е јасно воспоставен. По информациите од обвинителството дека 5 тони марихуана запленета во Србија слободно ја поминала македонската граница, опозицијската СДСМ бара одговорност од надлежните институции. Дрогата не само што слободно ја преминала границата, туку слободно била превезувана низ пола Македонија. Кој ова го дозволил од МВР? Каде била полицијата? Таму знаеме дека е уапсен функционер и финансиер на Српската напредна странка, нивната сестринска партија. Кога ќе слушнеме кој функционер кај нас во Македонија дозволил дрогата да ја помине границата? Стои во соопштението на СДСМ. Во случајот со шверцот на канабис во Србија има инволвирани функционери, но од поранишната влада на СДСМ, одговори премиерот Мицкоски, кој во интерес на истрагата сепак не соопшти повеќе детали. Има функционери, но од претходната влада. Има фирма која што е сопственик на поранешен председател на СДСМ во Ново село, односно негов син. И така натаму, еве да не идеме повеќе во детали. Може би Министерството за внатрешни работи може повеќе да сподели. Јас се разбира дека имам одредени информации, но во интерес на истрагата во овој момент би се задржал на ова што можам да кажам. Бројот на туристи се зголемува, но водичите уште се срамат од нехигиената. Добар дел од нашето излагање пред луѓето мораме да правдаме ѓубре, кутриња кои што се вртат групите и така натаму. Караманот е официјално признат како посебна раса овчарско куче. Не е важно колку си голем, важно е колку ти се големи сништата. Автопатот од Гостивар до Букојчани, што го гради Бехтел и Енка, ќе биде готов до крајот на 2029 година, најави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, кој заедно со премиерот Мицкоски и веде амбасадорката на САД во земјава Никол Варнс извршија увид во градежните работи на делницата. Надлежните соопштија дека 99% од експроприацијата на трасата веќе била завршена, а финансирањето од страна на државата е навремено, кажа Николовски. Во моментот на терен ангажирани биле околу 600 работници и над 500 градежни машини. Ако сега се патува до Охрид од 3 до 3,5 часа, сметаме дека околу 1,5 час би се патувало од Скопје до Охрид. При тоа ќе се патува побезбедно, ќе се патува и поудобно, и секако ќе се патува, кој што реков, многу побрзо. Обврските кои што ги имаше државата се скоро завршени. Околу 90% од експроприацијата е завршена, другото ќе биде завршено во следните месеци. Исто така целата логистика државата ја дава, финансирањето и сега останува само на компаниите да ја завршат својата работа. Драго ми е што стоиме на мост кој што е 40 метри висок. Ова е добро и за македонските градежни компании, но исто така ова е добро и за оние кои што во иднина ќе учат и ќе се занимаваат со градежништво. This project represents more than just infrastructure. It embodies our shared commitment to the regional economic integration, NATO readiness, and the prosperity of North Macedonia and the Western Balkans. Corridor 8 will transform North Macedonia's economic future by connecting East and West, facilitating trade, and creating opportunities for your citizens. Новиот закон за извршување е веќе поставен на ЕНР за консултации, а Конфедерацијата на синдикални организации, која во неколку наврати протестираше против извршителите, бараат да бидат вклучени во изработката за да се заштитат граѓаните.
Имаме примери за градски паркинг за 50-60 денари, за граѓани од Куманово ни дојде со извршно решение 17.000 денари. Ова министерство се прашувам дали е за правда или за неправда. Дали министерот гледа, еве 2 години скоро е на власт, што се случува, дали го слуша гласот на народот? Очигледно не го слуша. Од одека апелираме. Овој закон, овие измени што ги прават, бидејќи веќе е ставен на енер уште некој ден, и сакаат да го пуштат во процедура да го усвојат, ние бараме да се повлечи и да бидеме вклучени активно во изготвување на законот. Бидејќи претходно кога имало изготвување на закон, никој од граѓанските организации и покрај тоа што се е должен министерот нема пратено покана. Таму се собрале банкари, газди, комори, извршители, нотари, адвокати. Обвинителството издало забрана за 2 фирми од Велешта да вршат ископ во близина на изворите за вода за пиење во селото Шум, од кои Струга се снабдува со вода за пиење, откако истражните органи затекнале нивни работни машини кои вршеле кршење, ископ и транспорт на карпи во поголем обем во непосредна близина на изворите. Поради сомневање за кривични дела, незаконито експлоатирање на минерални суровини и загадување на водата за пиење, определени се мерки на предпазливост, забрани на правните лица да ги посетуваат парцелите каде што вршеле ископ и забрана да преземаат какви било работни активности на подрачјето. Соопштија од обвинителството во Струга и додаваат дека продолжуваат да преземаат действија за обезбедување докази и испитување на евентуална кривична одговорност во однос на енормното загадување на изворите. Наместо здрава храна, десетици од овие специјализирани продавници продавале небезбедна храна. Агенцијата за храна и ветеринарство Недалава открила и уништила нешто повеќе од 1 тон. Имало храна со изминат рок, со непознато потекло, со несоодветно означување и така натаму. Инспекција имало на 373 субјекти, од кои 14 воопшто не биле регистрирани како оператори со храна, а за констатираните неправилности инспекторите изрекле 44 парични казни во вкупна вредност од 20.000 евра. Станува збор за зрнести производи, премикси, локуми, урми, смокви и апетисани. Над 1010 кг небезбедна здрава храна уништени инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство. 14 оператори воопшто не биле регистрирани како оператори со храна во Агенцијата. За утврдените недоследности со контролите издадени се 65 решенија, 19 опомени и 44 парични казни во вкупна вредност од 20.550 евра во денарска противвредност. Секој спасен живот е доказ дека надежта станува реалност, порачаа учесниците на втората трибина, посветена на органодарителството што синоќа се одржа во Битола. Целта е да се отвори поширока јавна дискусија за значењето на трансплантацијата и градењето култура на донорство. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Ирена Ралева најдеска во битката за срце за нејзиниот сопруг, кој чека 9 години трансплантација на срце, организира трибини. За трансплантација ја менува свеста и реалноста за важноста за органодарителството. Самиот момент на чекање на донор не натера, не поттикна да почнеме со едни вакви трибини, затоа што свеста за органодарителство во државава е се уште на многу ниско ниво, а нам времето ни е скапоцено и се плашиме дека можеби нема да го дочекаме повикот за трансплантација. На националната листа чекаат околу 200 пациенти органи од починат дарител. Во 2025 година имало комплетно обработено 13 потенцијални донори, а согласност добиле само за тројца, објаснува Кузмановска. Кој ќе им приде доктор, координатор за трансплантација и ќе побара согласност, едноставно да погледнат во тие примери на луѓето кои што во такви тешки моменти се одважиле да дадат дел од својот сакан. Идејата е да се на некој начин мобилизираме сите кои што учествуваме во трансплантациите воопшто на органи, нели? И да на некој начин помогнеме во тоа да се фаворизира
и да се подпомогне и да се интензивира органодарителството во Македонија. Маја Горјанова пред една деценија го спасила животот на сопствената ќерка, која тогаш имала само 7 месеци, донирајќи и дала дел од својот црн дроб. Трансплантацијата траеше 10 часа, ќерка ми беше само 7 месеци. Значи не се знаеше дали ќе издржи операцијата, меѓутоа ете со голема верба и надеж за нов живот успеавме. Најголем број интервенции во Македонија се од Универзитетската клиника за урологија. До сега имаат направено 525 пресадувања на бубрези, но за професорот Духчев многу е важно донирањето органи од починат. Од 2014 ја обновивме и ја возобновивме и кадаверична трансплантација. Од тогаш до ден денеска имаме 68 кадаверични трансплантации. Секој граѓанин е потенцијален донор, доколку за време на животот не подпишал изјава дека се откажува од донирање органи. Последниот збор го има семејството на починатиот, кој дава согласност. Бројот на туристи во земјава расте од година во година, но државата и градот Скопје треба да се погрижат да заминат со добри спомени, велат туристичките водичи кои денеска го одбележаа меѓународниот ден. Како најголем проблем ја посочуваат хигиената. Здравко Димитров. Туристите во Скопје се најмногу фасцинирани од старата скопска чаршија, но нечистотијата е она што мораме да го оправдаме пред нив, вели Димитар Кавраков, председателот на Асоцијацијата на туристички водичи и придружници. Според него, секоја година во Македонија се зголемува бројот на туристи, зашто оценува дека е огромна одговорност, но вели хигиената е она за што мора да дадат објаснување. Голем е бројот на туристи кои што доаѓаат се поголем. Секоја година ние го чувствуваме тоа овдека во Скопје особено. Вие ќе може да видите тука од старата железничка станица па по улица Македонија се до горе до Свети Спас црквата и Мустафа Пашината џамија. Ние тука имаме проблем што тука пак институциите морам да ги прозвам. Се надевам дека годинава ќе биде нешто подобро. Имаме состојба кога што добар дел од нашето излагање пред луѓето мораме да правдаме ѓубре, кутриња кои што се вртат околу групите и така натаму. Кавраков објаснува дека само во Скопје има многу атрактивни локации кои се интересни за туристите и затоа вели дека за да се видат сите убавини на престолнината, 2 до 3 дена се малку, па затоа имаат 3 туроператори кои ги шетаат туристите низ градот. Камениот мост, изграден во 15-тиот век во времето на Мехмед II освојувачот, е една од главните туристички атракции за оние кои доаѓаат да го посетат Скопје. Тој на едната страна се спојува со плоштадот Македонија, а на другата страна излегува во старата скопска чаршија. На меѓународниот ден на туристички водичи од асоциацијата велат дека има заинтересираност за нови водичи. Во државата има околу 1000 лиценцирани туристички водичи, но активни од нив се само 100. За оние што сакаат да станат водичи, Кавраков вели дека треба прво да научат психологија, па потоа историја, бидејќи треба да знаат како да ја пренесат приказната на туристите. Пошар планинец од земјава доби втора светски призната раса овчарско куче. Станува збор за македонското овчарско куче Караман, кое воедно стана прва само македонска раса. Игор Манасиевски ги има деталите. Караман официјално е признаен како автентично македонска раса на овчарско куче, соопшти Кинолошкиот сојуз на Македонија по одлуката на Меѓународната кинолошка федерација. По сите анализи кои се правеле, во процесот кој траел повеќе од 20 години, се докажало дека Караманот не е само црн шар планинец, туку е посебна раса која е автохтона за ова поднебје и е чистокрвен без примеси од други раси на кучиња. За разлика од шарпланинецот кој го делиме со уште 2 држави, Караманот е признаен како македонско овчарско куче во светски рамки. Не е важно колку си голем, важно е колку ти се големи сништата. Денес сме сведоци дека сонот, кога е воден од истрајност, љубов и визија, може да стане реалност. Македонското овчарско куче Караман по 25 години посветена, тивка и макотрпна работа на Кинолошкиот клуб за МОК Караман, како и Кинолошкиот сојуз на Македонија, конечно се стекна со условно признавање од Светската кинолошка федерација.
За Караманот постојат записи, стари песни и преданија. Ликот на куќето Караман се појавува и на фреска во манастирот во Курбиново од 12 век, а се верува дека ова било митското куќе на античките македонци, кои го имале во еден период нацртано и на грбот како символ. Битката за признавање на Караманот е започната од 98 година од неколку ентузијасти. Почнавме да ги прибираме првите примероци од расата, нели субјективно гледано според нас како би требало да изгледа идната раса македонско овчарско куќе Караман. Во нашиот двор, во нашите два бокса, со тек на времето дворот стана претесен за тие примероци, па купивме парцела од 2000 квадрати и тоа е уствари првиот репродуктивен центар за оваа раса. Според последните бројки во земјава има околу 2370 куќиња Карамани, претежно по селата и како овчарски куќиња по фармите, каде и природно припаѓаат. Во Маврово денеска скија дипломатите во земјава. Во организација на Словеничката амбасада. Втора година поред се одржа трката дипломатски велеслалом. Таму беше Цеца Николова. Денеска во ски центар Маврово се одржува интересен спортски настан кој што го носи името Дипломатски. Тоа е скијачки настан во организација на амбасадата на Република Словенија во Скопје. Настанот ги обединува дипломатските представници, институциите и бизнис заедницата со цел неформално вмрежување и промоција на зимскиот туризам. Зборував со амбасадорот на Република Словенија во Скопје, председателот на управниот одбор на Сдружение на Словенечко-македонската бизнис асоциација, потоа со менаџерот на ски центарот во Маврово и амбасадорот на Швајцарија во Македонија, како и амбасадорот на Франција во Македонија. Тоа се дел од учесниците на овој интересен спортски настан, па да ги слушнеме нивните изјави. Многу интересен настан. Минатата година видевме како е тоа добро, интересно, да луѓе поминат малце време во спорт, во планина, во чист воздух и ево за целта имаме исто малце да промовираме Маврово, туристички можности тука во вашата земја. Не е целта нели кој ќе победи, туку сите да учествуваме. Организацијата до сега оди одлично. Така да настанот за сега изгледа супер, легуваме во традиционална организација на оваа трка. Првата година е секогаш нели прва, главната борба, меѓутоа континуитет обезбедуваме со оваа втора година. Ваков тип на настани во Мавро многу помагаат, односно за промоција на ски центарот, за нашата природа, за тоа што можеме ние да го понудиме оваа година и моментално. Сакаме нели прецесите да дојдат тука да се дружат, да има ски забава. Yeah, of course I'm ready for the race. I've been ready for many weeks now. The problem is to be ready for the right time when it starts. So I will try to do my best. I haven't been skiing in 10 years, so this is a great opportunity to take up this great activity again. Ги завршуваме тука вестите, се гледаме во вечерните, имајте убава вечер.